Послание на апостол Павле до Галатјаните, 2 глава. И 14 години подоцна пак се искачи во Ерусалим во Варнава и го зедов со себе и Тит. Влегов по откровение и им го изложив на верните, посебно највидните, Евангелието што го проповедам кај незнабожците, за да не трчам или за да не трчав попусто. Па дури ни Тит, кој беше со мене, иако Елин, не беше принуден да се обрезе. И тоа заради лажните браќа, кои дојдоа и се вовлекоа да ја гледаат нашата слобода, која ја имаме во Христос Исус, за да не поробат. Ним ни за час не им дозволивме да не покорат, за да остане во вас вистината на Евангелието. А пак оние за кои се мисле дека значат нешто, какви и да биле тие некогаш, мене ми е сеедно. Бог не го гледа човекот по лице. Тие ништо не ми дадоа. Туку напротив, кога видоа дека мене ми е доверено да го проповедам Евангелието на необрезаните, како на Петар, на обрезаните, зашто оној кој действуваше врз Петар да врши апостолска служба меѓу обрезаните, действуваше и врз мене за апостолска служба меѓу незнабожците. И кога ја познаа благодата што ми е дадена, Јаков, Кифа, Јован, кои беа сметани за столбови, ни ја подадоа мене и на Варнава раката за заедништво и се согласие ние да одиме кај незнабожците, а тие кај обрезаните. Посакаа само да ги помниме сиромасите, зашто се погрижив и точно да го исполнам. А кога дојде Кифа во Антиохија, јас лично му се спротиставив, зашто беше заслужило судување. Имено, пред да пристигнат некој од Јаков, тој јадеше заедно со незнабожците, а кога дојдоа, почна да се снебива и да се двои, бидејќи се плашеше од обрезаните. Заедно со него лицемереа и другите јудејци, така што со нивното лицемерие беше заведен дури и Варнава. А кога видов дека тие не постапуваат точно според евангелската вистина, му реков на Кифа пред сите: кога ти, кој си јудеец, живееш како незнабожците, а не како јудејците, зошто тогаш незнабожците ги принудуваш да живеат јудејски? Ние сме родени како јудејци, а не грешници од незнабожците. Но знаеме дека човекот не се оправдува преку делата на законот, туку само преку верата во Христос Исус. Затоа и ние поверувавме во Исус Христос, за да се оправдаме преку верата во Христос, а не преку делата на законот. Зашто преку делата на законот нема никој да се оправда. Ако пак, барајќи да се оправдаме во Христос, и сами се најдовме грешници, не е ли тогаш Христос слуга на гревот? Тоа никако. Зашто ако одново го градам она што сум го урнал, тогаш и сам станувам престапник. Преку законот умрев за законот, за да живеам за Бога. Се распнав заедно со Христос. И јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. А тоа што сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божји, кој ме возлюби и себе се предаде за мене. Не ја отфрлам благодатта Божја, зашто ако праведноста се придобива преку законот, тогаш Христос залудно умрел.